Хидроцентралите Чебрен и Галиште ќе се градат со британски пари. Ова е планот на владата кој го соопшти премиерот Христијан Мицкоски во рамки на надзорната расправа посветена на животната средина во собрание. Инвестицијата треба да чини околу 1,2 до 1,3 милиарди евра. Изградбата на хидроцентралите е еден од најважните и најголемите енергетски проекти за државата и клучна за енергетската независност. Изградбата на Чебрен не е важна само за производство на струја, туку со постојната ХЕЦ Тиквеш и за обезбедување на дополнителна количина вода за Тиквешко поле. Единствено нешто за кое што преговараме и кое што мислам дека ќе биде добро во иднина да се направи од стратешки аспект е изградбата на системот хидроелектрани Чебрен и Галиште и со една помеѓу нив Орлов камен. И тоа планираме да го работиме со овој заем кој што го договараме со Обединетото кралство. Инвестицијата е негде 1,2-1,3 милиарди евра. Силно сум убеден дека не само поради производство на електрична енергија ни се потребни овие две хидроцентрали, туку убеден сум дека имајќи и предвид климатските промени, за идните генерации се потребни уште 2 нови резервоара за вода. Изградбата на хидроцентралите е неуспешна веќе 3 децении, а минатата година, последна во мандатот на Димитар Ковачевски, пропадна и 14-тиот тендер со кој требаше да се потпише договор со грчка компанија. Владата размислува и за развивање на туризам во околината. Мицкоски најавува дека има заинтересирани приватни компании кои би инвестирале во Мариовскиот регион. Тука веќе имаме многу приватни инвеститори кои што се заинтересирани за да го оплеменат со сите овие придружни содржини целиот тој простор. И убеден сум дека ова е стратешки проект кој што нема да заврши во мандатот на оваа влада, можеби ни на следната. Ова е проект кој што ќе трае неколку децении, но тоа е проект кој што треба да донесе голема додадена вредност во држава. Така што тоа што го обезбедуваме преку ефтини заеми и е државна инвестиција, а останатото под пазарни услови директно приватни инвестиции. Во рамки на надзорната расправа, премиерот ги соопшти плановите на владата за заштита на животната средина и подобар квалитет на воздухот. Планот е да се градат когенеративни централи кои ќе го намалат аерозагадувањето, меѓутоа за тоа е потребно време бидејќи треба прво да се изгради гасна мрежа. Тоа може да се реши со изведба на така наречени когенеративни гасни централи кои што може да служат и за производство на електрична енергија, но и производство на топлина. Но за сето тоа да се случи, потребна е и подземна инсталација за да може таа топла вода да дојде до домакинствата, до јавните објекти и до индустријските објекти. За тоа да се случи, потребно е време. За жал тоа време е потрошено во минатото. Во делот на чиста енергија на крајот на јуни ќе отпочне изградбата на ветерниот парк на истокот на земјава. Владата веќе крои и други проекти во насока на справување со аерозагадувањето. Почнати се проекти за набавка на 120 електрични автобуси, намалување на царински стапки и модернизација и реконструкција на железничката инфраструктура на коридорите 8 и 10.